Добар ден. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денес поднесува тужба до Управниот суд против Собранието на Република Македонија, а за насилно верификување на мандатите на кандидатите за пратеници на опозицијата. Тужбата ја поднесуваат сите кандидати за пратеници, кои со изјави на нотар се откажаа од пратеничките мандати. Од Управниот суд бараме поништување на донесената противзаконска и противуставна одлука на Собранието за верификација на мандатите. Собранието на Република Македонија грубо го повреди уставното право за избор на кандидатите за пратеници од опозицијата. Собранието на Република Македонија грубо го прекрши изборниот законник, игнорирајќи ја јасно изјавената волја на кандидатите на опозицијата преку изјави заверени на нотар дека мандатите не ги прифаќаат. Власта лаже дека постапува законски и дека не дискриминира. И еве ги доказите. Записник од Собранието на Република Македонија и мислење од Државната изборна комисија од 2011 година, каде што е јасно констатирано дека избраниот пратеник има право на избор. Овие докази ќе бидат доставени заедно со тужбата до Управниот суд. Правни дилеми нема. Власта на Никола Груевски преку Собранието на Република Македонија се обидува политичката криза по криминалните избори да ја покрие со правен хаос. Никола Груевски за инструмент повторно го избра неговиот послушник Трајко Велјановски. Јавноста треба да знае дека Трајко Велјановски и мнозинството на Никола Груевски, откако на сила ги направија пратеници, кандидатите за пратеници на опозицијата, тргнаа во уште посуров чекор. Свесно ги загрозуваат екзистенциите на овие луѓе и нивните семејства. Со дописот на Трајко Велјановски до нивните работодавци, власта сака овие луѓе да ги остави и без плата. Сака да ги остави без стаж, без основно здравствено осигурување. Манипулација се безобразните шпекулации преку провладините медиуми дека некој примал пратеничка плата па уште од 90.000 денари. Оваа власт се стави над устав и закон и крши елементарни човечки права на избор, на здравство, на пензија, право на работа. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија укажува и дека уставните и законски прекршувања директно од законодавниот дом, парламентот, повлекуваат незаконски постапувања и на институциите, организациите, фирмите во кои што работат кандидатите за пратеници на Социјалдемократскиот сојуз, со што се принудени да постапуваат по диктаторската волја на Никола Груевски и ВМРО ДПМНЕ. Поради сето ова, бараме од Управниот суд времена мерка за одложување на правните последици од насилната верификација на мандатите од страна на Собранието на Република Македонија. Управниот суд е должен да се изјасни во законскиот рок од 7 дена. Во спротивно, тоа ќе биде уште една потврда на оценката на извештајот на ОПСЕ ОДХР, дека институции нема, дека во Македонија се е партија и дека таа партија е ВМРО ДПМНЕ. Благодарам, повелете со прашање. Дори да ви ја прифатат тужбата и да биде усвоена, односно одлуката на Собранието ништена, што се последиците од сето тоа и што Социјалдемократскиот сојуз ќе добие со тоа? Испразните 33-34 места во парламентот. Дали тоа вас ви врши работата? Ајде една дилема да немаме. Избраните пратеници на Социјалдемократскиот сојуз нема и под никој услов нема да ги прифатат мандатите. Ние бараме заштита на нашето право да имаме избор. Ние избравме да не бидеме пратеници во Собранието на Република Македонија. Како после тоа политичката криза што се создава со ваквото постапување ќе се рефлектира на Република Македонија е прашање кое што треба да го поставите лично на Никола Груевски и на ВМРО ДПМНЕ. Апелиравме цело време да организираат нормални, фер и демократски избори.
Начинот на кој што ВМРО ДПМН ги организираше овие фалсификувани избори всушност придонесе да е Република Македонија во политичка криза. Повелете... Да. Повелете други прашања. Дали изградивте стратегија на тамошно действување, што може од тоа да ни биде кажано, бидејќи се појавија некои записи дека влада во сенка и така натаму? Како и секогаш досега, Социјалдемократскиот сојуз во моментот кој ќе има што да соопшти на јавноста, благовремено ќе соопштиме, нормално дека имаме изградена стратегија. Дали беше единствен ставот вчера на состанок? Целосно единство. Зошто вие изјавите, јас барам како знам, вие не доставите никаква информација до денот на верификување или на заклучокот кој беше усвоен за извештајот за парламентарните избори? Зошто за Државната изборна комисија не испратите, значи, претходно, затоа што и на денот кога ги додавува уверенијата, рекла дека од СРСМ немаат никаква информација? Значи, не ви е точна информацијата. Социјалдемократскиот сојуз изјавите за неприфаќање на пратеничките мандати на избраните кандидати ги достави и до Државната изборна комисија и до Собранието истовремено. Кога беше тоа? Мислам дека беше еден ден пред верификација на мандатите од страна на Државната изборна комисија. Сега точно. Јас повикам на изјава дадена од заменик председател на ДИК, дадена на денот кога се додавува додека партиите ги подига уверенијата. Тој ден имаше неколку изјави, проверете која од нив е точна. Ниту една изјава што ја кажа подпредседателот на Државната изборна комисија, вклучително и тоа дека нешто ќе биде пратено по пошта, не е точна. Еве, јас сум избран пратеник, се уште до денешен ден, значи повеќе од 2 недели од таа изјава има, на мојата домашна адреса нема пристигнато никакво известување од страна на Државната изборна комисија. Бидејќи вие користите еден термин за кој што барем оние што го познаваат уставното право, неприфаќање на мандатите, таков термин нема ниту во уставот, ниту во изборниот законник. Што ќе се случува, да кажеме, ако сега Собранието, кадровската служба си ја тера процедурата врз основа на верификуваните мандати и се изгласуваат решенија со кои што професионално пратениците треба да извршуваат? Значи, многу поголем е проблемот е што во овој момент се случува со избраните кандидати во смисла на нивниот професионален ангажман. Тие луѓе губат работни места, тие луѓе губат дел од нив советнички места, остануваат без покриен работен однос, остануваат без здравствено осигурување. Основно здравствено осигурување. Дел од тие луѓе имаат мали деца, кои што се осигурани преку нив, всушност се доведува во прашање што директно, што индиректно и животот на тие деца. Тоа се случува или може да се случи? Се случува веќе, значи, затоа и го држиме пресконференцијата. И во тој контекст, какво е однесувањето на актуелната власт и кога е за некого мајка, кога е макија, што велат старите, вие токму потврдате и поведението баш на Никола Груевски и министрите од минатата влада. Со кое право тие настапуваат сега? Во име на владата или во име на министерствата и превземаат действија кога се избрани пратеници? Значи, тие немаат право да се појавуваат во јавноста. Јас, колку што знам, 2 дена после изборите, мелните пелени и цуцлите на Никола Груевски ги најави дека ќе намалувал ДДВ во функција на премиер, не во функција на пратеник. Што само зборува за поведението и начинот на функционирање на ВМРО ДПМН. Онака како што сакаат, така функционираат институциите. Некогаш го почитуваат законот, некогаш не го почитуваат законот. Треба да се изјаснат. Не може да има различни законски решенија во зависност од тоа како ќе му се накриви капата на Никола Груевски. Ви благодарам.